на системска нефункционалност, каде треба да се менува нешто во образовната или во социјалната политика на државата? Му пуштил да гледаат порно филм и го правеле она што го гледале на филмот. Почнал да ја попеќе по гентилиите и да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом, кога немало никој дома, зашто и давал по 100 денари. Никого не оставија рамнодушен. Овие изјави се почесто се дел од секојдневните полициски извештаи. Родители, пријатели, соседи непознати посегнуваат по детската младост. Ликовите кои ги гледаме пред телевизиските камери, кои со крената глава заминуваат од полициска станица, за секогаш ќе останат врежани во сеќавањата на децата жртви на педофилија. Ќе им помогнат ли да ја надминат преживеаната траума и кој е виновен? Вината е ке сите. Значи воопшто во системот, затоа што ни престори сериозна и коренита работа. Значи ние мора перманентно да работиме сите во системот. Не може да го гледаме изолирано. Ова е само социјална работа, ова е образовна, ова е здравствена, не напротив. Најлесно име, но веројатно најмалку работат со нив. Психолози и педагози вработени во образовните установи забораваат која е нивната задача. Од Министерството за образование вела дека не им била единствена задача да разговараат со деца. Наставникот морал да им посочи проблем, а педагозите признаваат дека не знаеле како да препознаат дете кое се соочува со проблеми. Учителката, воспитувачот, не може едно детенце после претрпена таква траума да нормално се однесе како и другиот пат. Значи некој симптоматично некој однесување мора да има. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки служби, но дали нашите наставници се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промените. Основно правило е дека тие мора веќе да имат безбедна средина каде што нема, тој ќе ги злоупотребува да има никаков контакт и да се вознемируваат повеќе дека ќе бидат и понатаму злоупотребувани. Двете девојчиња кои изминативе денови се во центарот на вниманието на јавноста конечно добија заштита од државата. Сместени се во институција која ќе се грижи за нив иако предоцна. Откако ја преживеа траумата, сега психотерапевти ќе им помагаат повторно да живеат нормален живот. На тема здравство